Кај нас се тие процеси застанати, иако формално тоа така изгледа. Формално имате секој ден некој од власта изјавува колку ни е Европа важна, ништо не се мрда и така натаму. Знаеме дека и Европа и ние сме виновни и така натаму. Како е сега реално ситуацијата во Европската унија? Има ли капацитет Брисел сега да се занимава со Балканот? Брисел, ако мислиме под Брисел и Европска унија и НАТО, пакако има капацитета. Али вам капацитети не вриеде пуно ако их не знате користити. А капацитети кои ЕУ и НАТО имају се користе на основу политичких одлука. Сад, тут долазимо до традиционалnog проблема унутар ЕУ. Дали постои консензус за користење средстава кои су на располагању? Очито не постои увијек. Тако да е ЕУ постала роб, и НАТО исто, процеса одлучивања консензус. И зато е био предлог и Njemačka и Француска да се по питања вањске политике, па и о проширењу у одреđenim корацима, преđe на квалифицирану веćину и то би одблокирало процес одлучивања. Сада Европска унија е јако нервозна, поготово због Сјединjenih Америчких држава. До недавно, ево, изасланици за Балкан из State Departmenta су дуже били у Бриселу него у Вашингтону. Ево 4 месеца уопće их не чујемо да се изјашњавају. Тако да они ни не знају какав став имају американци о Балкану, какве намјере имају, дали се желе уклjučiti, ако се уклjuče, u kom aspektu će se uključiti. I tu sad oni vide veliku opasnost i za Zapadni Balkan, koji je evropsko područje. Dakle, neće Amerika imati posljedice u slučaju tenzija, imaće ih Evropska unija. Znači, Zapadni Balkan se graniči sa Evropskom unijom. I problemi će se neminovno odraziti i na ostatak Evrope. Tu dolazimo sad do situacije da li je EU spremna ispuniti tu prazninu. Očito osjeća da mora, s druge strane procesi odlučivanja su prespori da bi se suočili sa nekom velikom krizom. I onda unutar EU se vodi rasprava šta možemo tu napraviti.